Судбината знае да си поигра со одредени лица и луѓе, но затоа тука се институциите на системот кои што експресно реагираат онаму каде што има потреба. Но за жал ова што пред малку го најави и ти, Иван, и јас ќе го повторам уште еднаш, навистина не знаеме да кажеме дали станува збор за човечка судбина или некој навистина сака да ги оцрни институциите на системот. Она што го затекнавме денеска на терен, кај Митра Секуловска, 85 годишната, за која што првично простори информација дека е неподвижна, дека живее во својот дом во никакви услови, дека никој не се грижи за неа, во целост можеме да ги демантираме. Денеска во нејзината куќа отидовме заедно со директорот на Центарот за социјални работи, со социјални работници, со представници од Црвениот крст од Охрид, но веднаш ни притекна и тука излегува и со оние селаните кои што се први соседи на Митра Секуловска. Но што затекнавме? Затекнавме отворена врата, но сепак Секуловска не беше во својот дом. Од жителите, поточно од соседите, ни беше кажано дека Секуловска воопшто не е неподвижна, туку дека уште вчера утрото заминала и тоа со автобуса, никој не знае каде. Се обидовме да ја пронајдеме, почекавме прилично време за да видиме дали ќе се врати, но сепак Митра не се врати до оној момент додека ние бевме тамо. Некој имам информации дека зема пензија, и тоа солидна пензија за своја потреба, може да се каже. Дека условите во кои што живее не се воопшто добри, тоа можеме да го потврдиме. Значи една трошна куќа која што е навистина во влага, но затоа пак тука се институциите кои што веднаш реагираат, како што веќе кажав. Од Центарот за социјални работи ни кажа дека веднаш испратиле и парична помош, еднократна парична помош, затоа што не ја следува социјална помош, затоа што уште еднаш ќе напоменам Секуловска зема пензија. Еве, да одиме поред. Најпрво предлагам да погледнеме изјавата на првите соседи на Секуловска, кои што велат дека редовно и протекнуваат на помош за се што и треба, онолку колку што можат да помогнат, нели? Првите соседи се секогаш и за добро и за лошо тука. Предлагам да погледнеме најпрво изјавата на претседателот на местната заедница, кој што воедно и прв сосед на Секуловска, да видиме што тој изјави. Последно пред некој ден пукна да беше чешмата, таа не беше тука, јас како комшија отидов и затворив шиберите. Да не се поплавува и да не течи џабе водата. Значи секогаш кога можеме ние, како што можеме и помагаме. Сега кои се незините барања, например, желби, ние не можеме да одговориме нити да одредиме што да и се пружи. Тековно за време на студениот бран кој што ја зафати територијата на нашата земја, редовно нашите служби ја посетува и помага во извршувањето на некои од секојдневните нејзини работи. Директорот меѓу другото кажа дека и било понудено дури да биде сместена во дом, но на што било одбила, и покрај тоа кажа дека социјални работници редовно ја посетуваат Секуловска и помагаат оноко колку што можат. Да ја погледнеме изјавата на директорот за социјални работи од Охрид. Во врска со случајот за лицето Митра Секуловска, ве известуваме дека Центарот за социјална работа Охрид во рамките на своите надлежности, согласно Законот за социјална заштита, во досекашниот период веќе имат постапено и превземени се низа на мерки и активности со цел на утврдување на фактичката состојба. Тоа е од прилика сторијата која што ја направивме. Ние секако дека ќе ја спакуваме во целост и ќе ја емитуваме во текот на денешниот ден. Верувам затоа што еве пред малку контактиравме со Центарот за социјални работи, каде што добиле информација дека Секуловска пред малку со такси се вратила во својот дом. Така да ќе се обидеме да направиме уште еднаш контакт со неа, да видиме каде била во овој период, додека сите ја бара и што всушност и треба.